Господине Мицев, кој е ставот на вашата телевизија по однос на фондот за медиуми кој што со владина уредба, мислам со уредба ја донесе владата, на кој што им се помага на медиумите. Дали се офатени сите медиуми? Впрочем, за Канал Вис, што значи сето тоа? Прво, како членка на Сдруженијето, ги поддржуваме секоја иницијатива за еднаков распоред на помош на сите медиуми. Со ова уредба се фаворизираат одредени медиуми кои со сигурност им треба помош заради кризата COVID-19, меѓутоа со ова уредба се изземени најголем дел од медиумите кои што се на други платформи и исто така имаат трошоци за пренос на сигналот преку тие платформи. ТВ Канал Вис ќе ги поддржи секоја иницијатива која што ќе ги поддржи, која што ќе предвидува еднаков распоред на помош кон сите медиуми. Без разлика тоа дали е телевизија, дали е радио, дали е било кој медиум. Со таквата уредба каква што гласи, се им следува помош само на медиумите кои што се емитуваат на дигитален терестријален мултиплекс, каде што воопшто нема радио станици и таму се 5 национални телевизии и 6 регионални телевизии. Значи воопшто нема ниту еден локален медиум, остатокот одиме на друга платформа како што е ТВ Канал Вис и нема ниту една радио станица. Потребни ли се на регионалните и локалните медиуми средства, помош да се излезат од оваа корона криза, бидејќи сепак и они се на удар, бидејќи нема средства, нема маркетинг, не знам, ваше видување? Колку што сум запознат со ситуацијата кај сите медиуми, ние во овој период на криза приливите се намалени драстично, да не кажам има медиуми кои што немаат ниту еден денар прилив, така што сепак давачките за како правен субјект си постојат на месечно ниво, секако дека е од круцијално значење да се помогне на тие медиуми, затоа што сепак ние ги запознаваме граѓаните и нашите гледачи и нашата публика практично со сето тоа што се случува во земјава и поврзано и со кризата и со општеството и ги информираме граѓаните. Мицев, решение? Решение да се смени уредбата и да се донесе уредба каде што ќе бидат сите медиуми фатени со таква некоја уредба. Воспротивно? Воспротивно, денеска почнуваме со генерален штрајк кај најголем дел од медиумите, каде што на нашите екрани ќе има црн екран, каде што ќе пишува дека сме против нееднаков третман на медиумите од страна на владата. Се додворува власта на кон големите медиуми? Не можам да кажам дали се додворува или не, затоа што сепак со оваа уредба се уфатени дел од големите медиуми, дел не се. Имам информации дека и дел од националните медиуми кои што одат на други платформи ќе се придружат кон оваа иницијатива. Сега дали ќе се придружат или не знам, меѓутоа сепак оваа иницијатива ги опфаќа и нив, така да доколку нели владата најде начин како да ги задоволи сите медиуми, тогаш ние ќе престанеме со секоја иницијатива. Мислам, зборам како медиум, како здружение, ќе се носат одлуките на ниво на здружение. И само за крај, постои ли опасност од затварање на локалните, регионалните медиуми ако не постои таа финансиска поддршка, посебно во период кога се многу погодени трговските радиодифузни друштва на локално и регионално ниво од оваа корона криза? Секако дека постои. Голем дел од колегите се на работна екзистенција. Сепак знам дека се трудат да опстанат на пазарот, информирајќи граѓаните со случаи посебно во оваа криза. Меѓутоа нема да ме зачуди воопшто ако после завршувањето на кризата голем дел од медиумите стават клуч на своите медиуми и престанат со емитување на програм.